Ова видео прикажува празничен настап на персоналот во руски затвор. Човекот на сцената е болничар кој е идентификуван од поранешни украински воени затвореници кои имале прекар за него доктор Зло. 100% он. Тоа е 100% тој. Никогаш не би предпоставил дека така изгледа, но тоа е 1,000,000% неговиот глас. Ја знае по голосу точно. Та людина с тем самым Тоа е неговиот глас, неговото грдо лице и грд карактер. паскудниот начин кој Откако разговараше со повеќе од 100 поранешни воени заробеници, истражната единица на украинскиот сервис на Радио Слободна Европа Шеми го разоткри доктор Зло и го идентификуваше како Илја Сорокин. Во опсежна истрага спроведена заедно со проектот за известување за организиран криминал и корупција, воените заробеници го опишаа садистичкиот третман што го претрпеле во корективната колонија број 10 во рускиот регион Мордовија. Вин там Тоа е таму. Кукавицата добива задоволство од фактот дека седите пред него на сите 4 со кренати раце, затворени очи, немате ништо. И тој ве клоца меѓу нозете, во плексусот, во црниот дроб, ве удира со гумена палка, ве мачи со електрошок. И тој исто така вели дека луѓе како нас треба да бидат подложени на геноцид. Павло Афисов се врати дома во размена на затвореници во 2024-та. Тој беше заробен за време на руската опсада на Мариупол и вели дека претрпел месеци тортура. Ја честно кажам не рахував, але точно. Не ги броев ударите, се обидував да не врескам, но по 10-тиот или 12-тиот удар повеќе немав сила. Не било сил, просто Тие продолжија да ме тепаат велејки, ова е за Мариупол. И казал што се за Мариупол. Олександар Савов, украински офицер од морнарската пешадија, поминал 6 месеци во затворската колонија. Никогаш не ја заборавил својата прва средба со Сорокин и му дал уште еден прекар. Не останавлja, бачу в белом халате. Ме запре, гледам дека е во бел мантил. Мислам, тој е доктор. Му реков дека се сомневам дека имам туберкулоза и тој ме праша: "Што викаш?" Не разбрав. Ми беше прв пат таму и ми дава електричен шок. Опять мене шокером. Стојам молчаливо. Повторно ме праша: "Што викаш?" И повторно со електрошок. Го гледам. Тој е во бел мантил како доктор, па со што е толку суров? Дури подоцна дознав дека ова е доктор Шок. Доктор Шокер. Кога Савов се врати во Украина со размена на затвореници во март, тој страдаше од туберкулоза, кожни заболувања, но и проблеми со лимфниот систем. Почина на 16 ноември. За да помогне во идентификувањето на Сорокин, Шеми анализираше јавни видеа и фотографии од настапи што ги одржа фамилијата Мордовија на Федералната казнено-поправна служба. Онлайн Сорокин се представува себе си како обичен семеен човек со 2 ќерки. Неговите страници на социјалните мрежи прикажуваат советски униформи, паради на Денот на победата, символи Z и целосна поддршка за војната на Русија во Украина. РСЕ го контактираше Сорокин по телефон. Алло, Илья, добрый день. Меня зовут Ольга, я журналистка Радио Свобода. Я хотела вас спросить, военнослужащие Украины, которые возвращаются с плена, с территории России, которые пребывали на территории колонии номер 10, указывают вас как на человека, который их пытал, бил. Такого быть не может, я не работаю. Вы не работаете... Европската унија го санкционираше Сорокин во октомври, наведувајќи нехуман и понижувачки третман на воени заробеници. Катување струмом, стојате по Мачење со електрични шокови, стоење во мирување 18 часа на ден. Имаат ужасни рани до коска кои гнојат. Сите услови во кои се држат во текот на денот се насочени кон уништување на нивното здравје, на нивната личност. особистість. На крајот на 2024 Сорокин бил регрутиран во руската војска. Тој се нарекува доктор и се верува дека служи во логистичка единица.